Се врши ли мобинг над вработените во Македонска пошта? Па да. Како и по кој основ? Па како со закани, а поготово сега во случајов со ова што е за што тужиме да речам, и вработените не се осудуваат да тужат затоа што им се закануваат дека ќе бидат префрлени во други пошти или па и поштари да ги направат, па и ред други такви. Станува збор за да се да се повлечат од тужбите, да не тужат и да им дадат, дури смешно е, например, 17 година 6000, 18 6000, 19 6000, стои напишано, мислам, многу смешно, може утре ќе умрам јас и тие пари фамилијата ќе ги користи. Мислам, многу глупо, многу глупо. Зашто барем одеднаш не им ги дадат на луѓето? Зашто да биде сецкано? Не разбирам. Па не знам колку застанува и ако застанува не за сите. Може да се одредени, меѓутоа не за сите. Има случаеви што се отидени, како е јас во случај со инвалидска пензија, каде што не се ни прашани како се ни што се луѓето, а не па нешто друго да им се помогне и да им се. Така да можам и конкретни случаеви да наведам каде сме отишле во инвалидска пензија од притисоци. Значи, моето работно место беше без тоалет, да кажам. Пошта 21 век и да нема тоалет, мислам дека е тоа требаше шалтер салата да им речам јас на студентите, ве молам излезете за јас да можам да одам во тоалет. Значи, тоа е здравието мое тука е отидено. И други исто. Наце Боро и тоа е со удар. Го преместувале како им дошло од раководно место на подоле, па на подоле и човекот со удар. Се пожаливте ли некаде за лошите услови во кои работите? Да ви кажам искрено, не се пожалив затоа што срекна сум што останав жива. После 2 канцер операции срекна сум што сум жива, така да што да се жалим? Каде? Ако има каде, кажете па да се жалиме. Какви се реакциите на вработените? Ќе ги повлечат тужбите или ќе останат на... Не би можела да кажам за вработените, додека за нас, пензионерите, ние нема што да повлечеме. Ние стоиме за тоа и си ги бараме тоа што ни следува. И многу повеќе ни следува него тоа, него барем ова.